Иако сите очекувавме денеска после неколку одлагања да започне судскиот процес со вкупно 37 обвинети или познат во јавноста како диво населје, конечно да почне овде во големата сала на Врховниот суд, сепак и денеска рочиштето се одложи. Причините се боледување на судечкиот судија Верка Петковска. Одлагањето траеше многу кратко, нејзиниот заменик само Горан Бошевски само ги констатираше причините и го презакажа следното рочиште за 31 мај. Интересно во овој случај е што обвинителството со решение ги спои двата обвинителни акта, односно тој на обвинетите во случајот диво населје и тој против 8 обвинети во акцијата позната како Молња, бидејќи станува збор за истата квалификација на делото и се споја двата обвинителни акта во еден. Тоа значи дека сега судскиот процес треба да почне од почеток. Навистина бевме во една фаза кога се испрашуваа заштитни сведоци и сведоците кои што беа предложени со првото обвинение, значи истите тие ќе бидат повторно повикани. Прво ќе започнеме со сведоците кои што беа веќе сослушани и ќе видиме дали ќе се сослушуваат повторно или само ќе бидат прочитани нивните искази кои што беа веќе дадени, но тоа ќе видиме на 31 како ќе се одвива целата работа. Знаеме дека рочиштата во случајот диво населје се одложуваа неколку пати затоа што кривичниот суд немаше голема сала да ги собере сите 37 обвинети по ситуацијата на спојување на двата предмета, на двата обвинителни акта во еден. Немаше услови ниту за новинарите да го следат судењето, ниту за адвокатите, а ги има богами многу во овој случај ангажирано, па поради тоа имаше едно натегање помеѓу двајцата председатели, меѓу Кривичниот и Врховниот суд. Објаснувањето зошто Врховниот суд долго не отстапуваше салата беше затоа што таа била сала за свечености, а исто така и вработените во судот имале пречки во работењето кога се одржувале овие големи рочишта во диво населје. Меѓутоа владата на Сеница пресече, практично го изнајми овој простор, оваа сала за судењата на диво населје за 6 месеци.